А премиера го почнувате дебатата за уставни измени, 80 пратеници немате. Зошто сметате дека избори не се решени? Прво, вие го поставивте прашањето, 80 пратеници немате. 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува, да работи до изборот на следна влада. Двотретинското мнозинство во собранието за овие уставни измени е императив за секој граѓанин во државата. Вие гледате дека една од клучните теми е животниот стандард, социјалната заштита, владењето на демократијата. А тоа се трите елементи според кои што Европската Унија е најдобра во светот на ниво на Соединетите Американски држави. И ние како држава се стремиме да ги исполниме тие стандарди. И затоа кога ќе кажеме двотретинско мнозинство или 80 пратеници, тие не се потребни за владата. Тие се потребни за граѓаните на оваа држава. Кога почна процесот, имаше голем број на коментари кои што беа повеќе во насока на правење на хистерија, дека Македонија ќе била бугализирана, ќе сме го изгубиле јазикот, ќе било асимилација. Ништо од тоа не се случи. Еве, последна година ние имаме чист загарантиран македонски јазик во Европската Унија, потврден преку договорот Frontex. Македонскиот идентитет станува дел од мозаикот на идентитети во Европската Унија. Целото законодавство на Европската Унија се преведува веќе на македонски јазик. Поголема потврда меѓународна на јазикот и идентитетот на една држава, од едно такво признание од најголемиот сојуз во Европа, нема. Второ, почна, кога се виде дека тоа нема никаква основа и кога беше демонтирано, беше гаранции да дале големите држави дека тие сега стојат зад нашиот идентитет и така натаму. Една од најголемите, ако не и најголемата држава во Европската Унија, Германија, донесе резолуција во Бундестагот. Гледате дека во Соединетите Американски држави исто така има во Конгресот поднесена резолуција во однос на славењето на македонскиот јазик, култура, историја и идентитет. Нема поголеми партнери кои што можат да застанат зад вас од Германија и Соединетите Американски држави. И се разбира Европската комисија, заменик председателот на Европската комисија, председателот на Европската комисија, председателот на Европскиот совет, кои што тука во Скопје кажаа дека преговарачката рамка е многу јасна, што е тоа што ние треба да исполниме, што е тоа што Европската Унија треба да исполни, и Европската Унија го исполни својот дел, бидејќи го потпиша договорот Frontex на чист македонски јазик, одобрен од сите 27 земји членки на Европската Унија. Да не заборавиме, до јули лани никој не можеше да претпоставува дека ќе има договор со Европската Унија кој што ќе биде потпишан на сите јазици на Европската Унија, одобрен од сите земји на Европската Унија, вклучително Бугарија и Грција. Тоа никој не можеше да го претпостави. И затоа велам дека, да се навратам на вашето прашање, ќе се отвори дискусија во собранието, бидејќи во однос на амандманите немаше ниту една забелешка. Тие амандмани беа презентирани пред невладините организации, пред академската заедница, пред политичките партии. Ниту една забелешка немаше на текстот, бидејќи не задираат во ниту едно идентитетско или било кое друго прашање на македонскиот народ или било кој друг елемент кој што е значаен за македонскиот народ. Имаше дискусии во Академијата на науките и на други организации каде што немаше ниту една забелешка. И затоа сметам дека 10-дневната дебата во собранието е добра можност да граѓаните уште еднаш се уверат дека се работи за процес кој што е остварување на втората стратешка цел по членството во НАТО на нашата држава и дека што побрзо го направиме тој процес, толку побрзо ќе станеме и земја членка на Европската Унија. И ќе повторам нешто што го кажав пред повеќе време. За прв пат ветото на нашата држава не доаѓа од надвор, туку може да дојде од внатре. Но премиере, де факто во пресред велите дека 80 пратеници не се за вас,
Но вчера после координацијата на ВМРО ДПМН уште еднаш повторија дека нема да отстапат од ставот против. Ако од една страна имате тврдите позиции на ВМРО ДПМН, од друга страна јасно е дека го немате потребното мнозинство од 80 пратеници. Кој е вашиот план воопшто и апропо потребата од отворање на уставот? Објасни ли ВМРО кое е објаснувањето на ВМРО дека нема, дека зошто е против? Таму нема во соопштението. Диктат споменува. Ама тоа е најновото сега, бугарски диктат. И доаѓаат од Европска унија, велат ова не е бугарски предлог, ова е предлог на Европската унија. Соединетите американски држави исто така кажуваат да, ова е предлог на Европската унија. Тие кажуваа едно време ќе ја менувале преговарачката рамка. Веќе не го зборуваат тоа. Бидејќи и од Европската унија дојде, и од Соединетите американски држави со кои што имаме стратешки договор, дека преговарачката рамка е одобрена од сите земји членки на Европската унија. И дека таа е најдоброто компромисно решение помеѓу 27-те земји членки на Европската унија и нашата држава. И сега кога и тоа го нема, сега се користи еден збор кој што вели диктат. А вие имате соопштение на Бугарското министерство за надворешни работи пред извесно време во кое што вели да, тоа е преговарачката рамка во која што секој треба да си ги оствари своите обврски.